Zdravo i dobrodošli u šte jedno video na kanalu Ti možeš. Ja sam Žaklina, trener za ličan rast i razvoj, coach pod supervizija, a ova je 100. video na moj kanal. Ja sam osobeno srećna zato što zajedno ki obeležime jedan mal jubilej i zato što sam ostanala dosledna i sam stignala do 100. video i se ušte me drži želbata da snimam i ponadamo i so vas da ги споделувам своите размислувања. И во овој видео сакам со вас да споделам некои десетина своји мисли кои што ќе ве инспирираат, ќе ве мотивираат да го правите тоа што го сакате, да останете доследни на тоа, да имате некој континуитет и да ги споделам со вас бидејќи искуствено сум ги поминала во овој процес кој што трае повеќе од 3 години. Најпрвен, ќе се задржам на тоа, правете го тоа што го сакате, затоа што сакате. Единствената, најбитна причина зошто да правите нешто, што треба да ви биде и цел, и мотивација, и да ве води низ сиот процес, е да го правите тоа што го сакате. Пред се, затоа што го сакате. Кога правиме работи кои ги сакаме, и уживањето, и задоволството ќе ни биде поголемо, а и сите предизвици кои што доаѓаат, ќе можеме да ги надминуваме полесно. Почнав да ги снимам видеата затоа што ми се допаѓаше идејата, затоа што сакав на овој начин да искомуницирам со вас, да ги пренесам своите мисли, да си поразговараме, користејќи ја модерната технологија и во континуитет и колку пати да престанував да правев паузи, постојано се навраќав. И еве, стигнавме заедно до 100-то видео. Значи, правете го тоа што го сакате, единствено и најважно, затоа што сакате, затоа што уживате во тоа, затоа што ви носи задоволство. Следно за што сакам да зборуваме, кога ги правите работите, правете ги без големи очекувања. Големи очекувања велат носат големи разочарувања, јас многу пати сум се убедила во тоа и мислам дека нема човек кој имал големи очекувања, а потоа не се разочарал. Исто така мислам дека и не може да се ослободиме целосно од своите очекувања, меѓутоа, она што може е да не се врзуваме за нив. Да, јас имам очекувања, моите видеа да изгледаат вака или така, да траат известно време, да имаат некој квалитет со кој јас ќе бидам задоволна, меѓутоа, не се врзувам за тие очекувања. Сега е така како што е, и јас сум задоволна со тоа, исто како со очекувањата од другите. Јас можеби очекувам моите видеа да бидат многу погледани, да има многу повеќе следачи, како што се нарекува популарно, да бидат многу повеќе коментирани и споделувани. Меѓутоа, сега е како што е, и јас сум благодарна за секој од вас кој вклучил и изгледал барем едно видео, а особено сум задоволна и среќна доколку тоа видео некому помогнало, како што ми помогнале мене многу видеа од луѓето кои сум ги следела и се уште ги следам. Што значи, моите очекувања да бидат видеата гледани, да ви помогнат некако доколку е тоа можно, да ве инспирираат, да ве мотивираат, и тоа засега е доволно. Сите оние големи очекувања само би ми представувале проблем и би ме довеле во разочарување, а и би ме одвеле далеку од реалната состојба од тоа како што е. И јас би се чувствувала незадоволна, разочарана, неуспешна. Нема потреба од тоа. Секогаш ќе имаме некакви очекувања, меѓутоа не треба да се врзуваме за тие очекувања. Третата работа која што сакам да ја споделам е да не се споредуваме со другите. Има безброј луѓе кои снимаат видеа, некои живеат од тоа, некои се многу популарни, некои имаат многу подобри услови, некои имаат многу подолго искуство, многу повеќе видеа, многу повеќе се гледани. И тоа е факт. Споредувањето со тие луѓе ме инспирира и јас да бидам подобра, поистрајна, да пробам на различни начини да ги правам работите, да научам нешто ново. И тоа е во ред, тоа споредување служи за мотивација и за инспирација. Иако веќе на некој начин се споредувате, споредувајте се за да научите, за да бидете мотивирани, за да направите нешто подобро, а не за да се разочарате. И внимавајте, кога се споредувате, не се споредувајте со луѓе кои што се многу далеку од вас,
односно кој што многу подолго и поуспешно го работи тоа што вие го работите, и не се споредувајте со другите воопшто, затоа што не знаете во какви услови биле, каква е нивната приказна, што прават тие повеќе, поинаку и така натаму. Споредувајте се со себе си, вие пред година, 2, 3 и денес, и бидете задоволни со тоа што сте го направиле, бидете задоволни од вашиот развој, затоа што најмногу вреди да се споредуваш со себе си, да се следиш себе си и да бидеш најдобар или најдобра во тоа што го правиш. Ова е многу блиско со автентичноста, со оригиналноста, со тоа да се биде свој. Тоа е четвртото нешто за кое сакам да зборувам. Во морето на луѓе кои се занимаваат со исти професии, кои што прават исти работи, вие ќе се одделите по својата автентичност. Вие ќе бидете тоа што сте и луѓето ќе ве сакаат токму поради тоа што сте, ќе ве прифаќаат, ќе бараат од вас помош, поддршка, ќе доаѓаат токму кај вас, ќе ги бараат вашите производи, затоа што вие сте оригинални и автентични. Другите веќе се оригинали. Никогаш копијата нема да биде добра колку оригиналот. А за сите има простор, место, интерес, луѓе на кои ќе им се допаѓаме. Не мора да се копираме едни со други. Се разбира дека ќе се потсеќаме едни на други, дека ќе не споредуваат, дека ќе разменуваме, позаимуваме енергија, знаење, идеи. И тоа е многу природно. Меѓутоа, она што е наше, автентично, оригинално, никој никогаш не може да ни го земи, нити па ние можеме некому да му го земеме и да го направиме исто како што некој го прави и да ги постигнеме истите резултати и успеси. Тоа е невозможно. И не е секогаш лесно, затоа што имаме премногу гласови во главата, премногу очекувања до околината, дали општествени, дали приватни. Стекнуваме разни видови знања, во интеракција сме со многу луѓе, меѓутоа да се обидуваме да бидеме свои на своето, затоа што луѓето го препознаваат тоа. Затоа што препознаваат кога нешто е лажно, наместено, кога се копира, кога се краде, и тоа не трае долго. И како што кажав, ќе постојат луѓе на кои што ќе им се допаѓаме, кои ќе имаат потреба од нас, од нашиот производ, од тоа што ние што го правиме. И ќе има луѓе на кои воопшто нема да им биде потребно, на кои воопшто нема да им се допаѓа, нема да им се допаѓаме ни ние. На многу луѓе не им се допаѓа мојот глас, мојата енергија, сметаат дека тоа што го кажувам не е реално, базично е, едноставно не е за нив. И тоа е сосема во ред. Кога правиме нешто што сакаме, ние треба да си останеме доследни, затоа што ние веруваме во тоа што го правиме, затоа што себе си се допаѓаме. Ако не си се допаѓаме, тогаш треба да работиме, да бидеме подобри, поинакви, поавтентични, пооригинални, да промениме нешто, да научиме нешто повеќе, да стекнеме нови вештини. Меѓутоа, да си останеме доследни на себе и на својата автентичност. Апсолутно свесни дека нема сите да не сакаат, нема секогаш да имаме само позитивни критики. На крајот луѓето не ни разбираат, не ни познаваат и имаат право да коментираат од некое свое искуство, од некој свое верување, од некој свое очекување. И тоа е сосем во ред. Да не се трудиме да им се допаднеме на сите, затоа што тоа никогаш нема да се случи. И да се опитаме колку што е можно помалку да ни влијае тоа на работата и на тоа што го правиме. Нормално да прифатиме, да подобриме, да ги видиме тие позитивни критики, да добиеме некаков фидбек на крајот на криштата, нели? Ние сме сите постојано во некаква интеракција, но да не кочи тоа и да не разочарува. Факт е, нема сите да не сакаат, нема на сите да им се допаѓаме. Никој не им се допаѓа на сите. Многу е битно да се дефинираме својата цел и тоа е следното нешто за што сакам да зборувам. Целта на снимањето на моите видеа е да снимам видеа, да споделам со вас нешто, да си поразговараме и доколку тоа помогне некому супер, доколку не, ќе си најдете други луѓе кои ви се допаѓаат повеќе, други идеи ќе ги најдете во себе. Меѓутоа, мојата првична цел е јас да уживам во сето ова, јас да имам што да кажам и јас да верувам дека тоа ќе допре до онај на кој што му треба. И таа цел, бидејќи е првична, автентична, да остане секогаш. Се вели дека целта на сите цели е да се биде среќен и задоволен со тоа што го правиш.
и толку е едноставно, само треба да стигнеме до тоа. Определи ја својата цел и дозволи таа да те води, независно што и да се случува по патот, ако ја знаеме својата крајна цел, ако знаеме што сакаме и зошто ги правиме работите, ќе ни биде многу поедноставно. Дефинирај го и својот успех. Твојот успех е лична твоја дефиниција, лична твоја заслуга и само ти единствено ти знаеш што представува за тебе успех. Ова е поврзано со се претходно што кажав. Не се врзувај со очекувањата. За некого е успех 100 видеа, за некого 1000. За мене, ова што сум останала доследна, имам некаков континуитет, имам 100 видеа кои траат по 15 на минути, уште 100 други снимени и необјавени. Е успех и јас сум задоволна со својот успех во условите во кои се наоѓам, со можностите, вештините кои што ги имам. Не знаеме од каде тргнале другите луѓе и како дошле до таму каде што дошле. Ние сме тргнале од една основа, со едни вештини, со едни знаења и нашиот успех треба да го дефинираме ние, а не средината, не општеството, не системот. Не е битно ако другите се восхитуваат на нашите успеси, ако ние сме несреќни и незадоволни. Постојат милион луѓе на светов кои се успешни, на кои другите им завидуваат, а не се среќни. Затоа, дефинирајте го својот успех и држете се за тоа. И овде сакам да споменам нешто што слушнав пред неколку години од една јутуберка која рече: направи 100 пати нешто што сакаш, па види потоа дали си добар, дали вреди, дали си доследен, дали уживаш во тоа. Немој да се откажуваш после третото или петтото, и тоа не се внесува само на видеата. Не мора да е 100 пати, не мора се да направиме 100. Идејата е да не се откажуваме после вториот, третиот, петтиот пат. Тоа се однесува на многу работи во животот. Многу често луѓето се откажуваат пред да успеат. Еден чекор пред успехот кој го сонувале со години, само затоа што не направиле уште еден чекор. Само затоа што не тропнале уште на една врата, само затоа што не свртиле уште еден телефон. Не мора да е 100. Меѓутоа, не откажувајте се после 3-5 работи. Може би четвртата, петтата, шестата, 56-та или 56-тиот обид ќе успеете. Голем број луѓе кои што ги сметаме денес за иноватори, генијалци, умови, работите кои што ги правеле, ги успеале од 50, 60, 70, 100 обид. Зошто да не го правиме и ние тоа? Најдете време, место, начин и не се откажувајте од она што го сакате. Затоа што и после 100-тиот пат или 100-тиот обид или после 100-тото направено дело што и да е, нема да ви биде битно дали сте направиле 100. Ќе уживате и ќе се радувате во успехот, во задоволството, во среќата што ќе ви го донесе тоа дека сте ја постигнале сопствената цел. Најважното за крај, што и да правиш, немој да заборавиш да уживаш. Немој да заборавиш да го чувстваш задоволството од тоа што го правиш. Ти си избрал или избрала да уживаш во тоа што го правиш и уживај. Уживај во процесот, уживај во се што правиш, додека ја остваруваш својата сопствена цел и кога ќе завршиш, кога ќе дојдеш до една одредена цел, кога ќе постигнеш еден одреден успех, немој да го заборавиш првото, она од каде што си тргнал, она од каде што си почнал. На крајот доаѓаме пак на почетокот. Немој да заборавиш дека тоа што го правиш затоа што сакаш. И независно дали ќе напишеш 100 книги, ќе отвориш 100 фирми, ќе имаш 100 милиони на банка, немој да заборавиш страста и задоволството на првото снимено видео, на првата напишана книга, на првата желба, идеја, на првиот ден на работа, на првиот милион во банка или што и да е. Немој да заборавиш зошто го правиш тоа што го правиш. Немој да го заборавиш задоволството и страста која си го чувствувал првиот ден. Многу е лесно да се заборави, се разбира. Меѓутоа, обидувај се секој ден одново и одново да се потсетуваш какво било тоа чувство и тоа чувство нека те води понатаму. Јас ви посакувам убав ден, ви благодарам што сте тука, што ги гледате моите видеа, што ги споделувате, коментирате, што ја поддржувате мојата работа и се гледаме во 101-то видео со некоја нова тема. Се на љубов!